На плоштадот Гоце Делчев, кај главната пошта и пред средното општинско училиште Никола Карев ќе бидат поставени трите штандови на кои струмичани утре ќе може да донираат нерасиплива и конзервирана храна. Сдружението за лица со Даунов синдром Вера, кое е дел од организацијата на акцијата Нахрани 10.000, вели дека очекуваат добар одзив на граѓаните. Значи, на трите локации ќе бидат поставени штандови на кои што граѓаните на Струмица ќе можат да донират конзервирана и храна со подолготраен рок, за да можеме да собереме и да дадеме на социјално ранливите семејства, затоа што имаме сознание дека има семејства кои што повеќе од еден оброк не може да се дозволат во текот на денот и се надеваме дека оваа акција, така е и планот, нели, секој месец да биде одржлива и да се направи како традиција, значи секој месец граѓаните да можат да донираат храна со подолготраен рок. Собраните артикли во рок од 2 дена треба да бидат поделени во пакети кои потоа ќе ги добијат социјално загрозените семејства од Струмичкиот регион. Ќе помогнеме најпрво на семејства социјален ризик кои што имат лица со попреченост и многу сум благодарна што на прво место ги ставија семејствата од нашето здружение. Ќе помогнеме на самохрани родители и на семејства кои што се од социјален ризик преку списокот кој што ќе го добиеме од социјалното преку Црвениот крст. Значи, за сега се надевам дека ќе има добар одзив и дека граѓаните ќе донираат за да можеме да направиме повеќе пакети и да ја дистрибуираме храната до семејствата. Акцијата ќе трае од 10 до 19 часот, а граѓаните со себе може да понесат ориз, грав, грашок, тестенини, брашно, масло за јадење, конзервирана риба, супи, бисквити, леќа, конзервирано овошје и зеленчук. Според агендата, хуманитарната акција која се одржува и во Скопје, Куманово, Гостивар, Битола, Прилеп, Радови, Шкочани, Виница и Гевгелија ќе се реализира секој месец со проширување на опсегот на вклучените градови.